Почитувани, 2 години поминаа откако СДС и ДУИ ја превземаа централната, а и локалната власт, речиси во сите општини во нашата држава. И овој бран на неработење и пустош не го избегна и Велес, како еден од градовите кои дадоа многу, но и најмногу изгубија од погубните политики на овие деспоти. 2 години откако на чело на локалната власт е господинот Коцевски, и 2 години напразно очекување да отпочнат со реализација на некои од неговите ветени проекти во изборната програма. Ветувањата и проектите останаа заборавени во неговата изборна програма, а секој негово излегување во јавност е само низа изговори, оправдувања, барање виновници низ минатото и нови шарени лаги. Ветивте затворен градски базен, а го затворивте и отворениот. Единственото место кое за ионака нискиот стандард на Велешани беше достапно за разладување во летниот период. Пред точно една година, во април 2018 година, на пресконференција од општинската администрација беше објавено дека таа сезона базенот нема да работи, бидејќи е ризичен, и ги замоливте граѓаните да бидат трпеливи, дека ќе биде најдено решение. И тие беа трпеливи, Коцевски. Но една година подоцна, поточно во февруари 2019 година, излеговте и најавивте дека не само што ќе биде ставен во употреба градскиот базен, ами дека и до него ќе се гради нов затворен базен. Сега е веќе средина на мај, а градскиот базен нема ниту градежни зафати, ниту некој се движи таму и повторно ќе побарате од граѓаните да бидат трпеливи. Велешани, господине Коцевски, немаат веќе трпение за вашите празни ветувања и шарени лаги. Доста име од ветувања, кои се само предизборен трик, ве прочитаа и никогаш повеќе нема да ја вратите до вербата. А тоа јасно ви го покажаа на последните избори, на кои бевте катастрофално поразени, со речиси 3000 гласови разлика и пат од цели 6500 гласови за 2 години. За тој резултат сте виновни единствено вие, челниците на градот поставени од владеачката гарнитура. Вие знаете, но знаат и граѓаните, дека формиравте 2 нови јавни предпријатија за паркинзи и гасификација. Предпријатија кои по една година постоење немаат ниту еден завршен проект, немаат никаков приход кој ќе влегува во општинската каса, предпријатија кои служат само за да се вдоми по некој партиски кадар и да зема плата. Постоечките јавни предпријатија, кои никогаш не работеле со загуба, сега прикажуваат и тоа континуирано зголемена загуба. Јавното комунално предпријатие Дервен и јавното комунално предпријатие за стопанисување со спортски објекти, спортпарк, работат со загуби, а неумењето да се менаџира и да се постават вистински професионалци доведе само до чести менувања на раководните лица, од кој дел сами си поднесуваат оставки. И сето тоа уште повеќе ги хаотизира работите. А предпријатијата тонат, па сега поради лошите резултати дополнително се дрзнувате да ги прераспоредувате работниците на други работни места, единствено затоа што тие не се ваши истомисленици и не ги поддржуваат погубните политики. Нема ниту катни гаражи, нема паркинг простор, нема трговски деловен центар, градски пазар, нема атмосферска канализација која ви беше предвидена во изборната програма и досега требаше да биде реализирана. Но се уште тука има азбестни цевки, а ветивте град без азбест. Нема ништо од она што го ветувате. Доста е, Коцевски. Велешани видоа доволно во овој период, ама не го видоа она што вие го ветивте. Тие гледаат само смет, гледаат ископани улици со дупки, кои ниту се санираат, ниту имате намера да ги поправите. Гледаат депонии кои горат со месеци, загаден воздух кој ги уништува, ги гледаат зголемените давачки по неколку основи на сметката на секој граѓанин, ја гледаат по скапата вода и што уште треба да видиме. Вие вашето си го кажавте, Коцевски, а граѓаните едва и чекаат да си го кажат своето на следните избори. Колку побрзо сватите дека проблемот е во вас, а не во народот, толку подобро ќе биде и за градот и за граѓаните. Коцевски, до крајот на вашата политичка кариера остануваат уште 2 години. Време е да почнете да работите нешто за како така достоинствено да заминете во историјата. Ви благодарам.